броиме ситно до изборот на шестиот поред председател на државата. Уште 5 дена до првиот круг на изборите. Какви пораки испраќаат председателските кандидати? Која целна група е на мета? Се бркаат неопределените или сигурните гласачи? Полни усти и ветувања, но што ќе се реализира? Каков шеф на државата е потребен на земјава и на граѓаните? Да ги продолжи стапките на претходникот или да внесе нова енергија? Власта тврди гласот за Стево е глас за сигурен пат во ЕУ и НАТО. Опозицијата преку Силјановска бара правда за Македонија. Река ветува Република за сите. Дали цензусот во вториот круг може да биде кочница во изборот на идниот председател? Гости денеска во 24 отворено Фросина Ременски од Социјалдемократскиот сојуз. Добра вечер, добре дојдовте во студиото. Сурија Рашиди од Алијансата за албанците. Добра вечер и за вас. И господјата Дафина Стојановска од ВМРО ДПМН. Чинам сите тројца прв пат во отворено. Ќе разговараме отворено за сето она што ни се случува во кампањата и она што не очекува по првиот изборен круг. Ременски, начнавме неколку прашања во најавата. Кон што пледира СДСМ? Кон своите гласачи, да ги задржи, да го задржи оној корпус што го има или да освои нови? Ако ги гледаме изборните резултати, неколку изборни циклуси наназад, ние со коалицијата заедно имавме прилично висока бројка на излезеност и поддршка од граѓаните, кои што не припаѓаат исклучиво во рамките на симпатизери и активисти на Социјалдемократскиот сојуз, туку напротив, секако и на коалиционите партнери, но се покажа дека последните парламентарни избори 2016 година за Социјалдемократскиот сојуз трасира и еден друг вид на таргет на гласачи кои што не се исклучиво симпатизери на нашите политики, туку и граѓани кои што препознаваат еден поинаков политички концепт кој што заговара и секако практикува не само декларативна еднаквост и толеранција помеѓу граѓаните, туку вистинска, уредена со закон и секако во практиките кои што ги покажавме и како влада и како парламент во изминатиот период, а тоа е едното општество за сите. И секако ако гледаме низ таа призма на тие изборни резултати, ние претендираме да си го задржиме гласачкото тело од парламентарните избори, но имајќи во предвид дека се работи за избор на председател, кој што треба да биде секако председател на сите граѓани на Република Северна Македонија, не мислиме дека тоа е единствениот корпус на гласови кој што треба да го повлечеме, имајќи во предвид дека зад нашиот кандидат стојат 31 политичка партија од различни етнички заедници, кои што дополнително ќе внесат еден нов инпут во смисла на поддршка и на број на гласови, но секако очекуваме и поддршка и од она група на неопределени граѓани кои што секако имаат некаква традиција на неизлегување на избори. Речиси сите кандидати влегуваат во таа група на практично надпартиски кандидати. Во таа смисла сакам да ја прашам, дали минатите 2 години на власт за СДСМ се хендикеп во овие избори, со оглед на тоа што во одредени кругови постои одредена разочараност од практицирањето пред се на внатрешните политики, или мислите дека тоа може да се надмине во овие турнус? Знаете, кога зборуваме за задоволството на граѓаните, генерално на секој изборен циклус, независно дали станува збор за локални, парламентарни, председателски, па дури ако ги земеме во предвид референдумот минатата година, излезеноста на граѓаните, не може да се абстрахира целокупната генерална политика и сето оно што се случуваше во изминатиот период од овој тип на кампања. Меѓутоа, она кон кое што ние тежнееме е да ги увериме граѓаните дека исправните и проевропските политики кои што ги води владата и парламентот во изминатиот период, кои што отвараат перспективи за политичка стабилност на државата и секако реализација на целокупниот економски и финансиски раст кој што е условен
од евроатлантските интеграции, мора да продолжи напред. Значи, сакаме да воспоставиме една комуникација со граѓаните и успеваме во тоа да може да го препознаат модерното, современо време за граѓаните, а тоа е напредокот и она што значи просперитет на сите полиња за сите граѓани. Ќе видиме недела набрзо доаѓа, Секако, да. како граѓаните го оценуваат тоа. Рашиди, вие поддржавте еден исто така надпартиски кандидат, кој што ветува Република за сите. Што тоа во основа значи? Дека во моментов оваа Република не е за сите или дека одите кон тоа да ги зголемите перформансите на Републиката за сите етникуми и останати граѓани од таа држава? Точно така. Во право сте кога велите дека господинот Река, Блерим Река е независен кандидат, поддржан од моментално две политички партии, опозициони партии кај албанците. Мислам дека самиот тек на кампањата покажа дека господин Река е достоен кандидат во овие председателски избори. Е добро прифатен кандидат и би рекол е позитивното изненадување на оваа кампања. Тоа не е моје мислење, тоа е мислење на целата јавност. И тоа мислам дека не е случајно, поради фактот дека за разлика од 20 против кандидати, човекот нема никаква хипотека, нити лична, нити партиска од партиите што го поддржуваат. Ако Блерим Река вели дека ќе се залага за вистинска борба против корупцијата, морам да признам дека другите кандидати поради минатото, поради сите случувања во минатото и поради сегашноста на начинот како се справуваме со борбата на поради багажот на партиите или поради нивниот личен багаж? Повеќе поради багажот на партиите, а Блерим Река го нема овој проблем и мислам дека и резултатите на изборите ќе бидат многу задоволителни за нас и за господинот Река. Што се однесува до прашањето што рековте, Република за сите. Самиот збор Република значи нешто за сите. Во спротивно од ставот или наставот на еден од против кандидатите сега на СДСМ, господинот Пендаровски, кој вели едно општество за сите, ние мислиме дека поправеното решение ќе биде држава за сите. Тоа е значи значењето на Република за сите. Што е разликата помеѓу овие две поими? Разликата е во тоа што Република Македонија е по природа, сега северна, е по природа таква мешана етничка, смешана етничка заедница. Значи, ние имаме веќе многоетнично општество, но прашањето што се поставува во главно е дали ние државата е таква. За жал, овој процес кон подвижување на државата од многоетничкото општество кон многоетничка држава трае предолго. Трае скоро 30 години од независноста и морам да кажам дека многу бавно овој процес се води. Ако сте пратиле и дебатата што се водеше за време на уставните промени, нашата заложба беше тогаш ајде преку овој систем да направиме нешто повеќе, да затвараме и некои проблеми, за да не ни останат во наследство во едината. Многу е битен и процесот на интеграција. Не мислите дека со тој став се обраќате само кон една заедница во Македонија, а не и кон другите, или тоа е вашата цел, можеби да во таа заедница доминира? Така, апсолутно баш спротивно, пошто статусот, односно достигнувањето да Македонија, Северна Македонија сега стане една многоетничка држава, не е само интерес исклучиво на една категорија на граѓани, него тоа би требало да е интерес за сите граѓани, пошто тоа е влог за стабилност на државата. Стојановска, вашиот кандидат оди со слоганот Правда за Македонија. Значи ли тоа дека има неправда за Македонија и дали тоа го гледате председ на внатрешен или на надворешен план кога зборуваме за овие теми? Целокупно, значи нашиот слоган, односно слоганот на нашата надпартиска кандидатка професорката Силјановска Давкова, токму тоа значи правда и на надворешен план, но секако и правда во државава, што
претендира да биде председател и се разбира правда за сите граѓани во Република Македонија. А што се однесува до тоа кои се нашите целни групи, односно целните групи на нашата кандидатка, тоа се сите граѓани во Република Македонија. Токму затоа и ВМРО ДПМН се одлучи за еден ваков кандидат кој што точно пред 2 месеци беше избран на конвенцијата на ВМРО ДПМН, доби мнозинство од делегатите на таа конвенција, токму од тие причини. Да успееме со еден надпартиски кандидат, личност која што не била член на ВМРО ДПМН, која што знаеме многу наврати наназад и се спротивставувала на дел од политиките на ВМРО ДПМН, токму затоа се одлучивме со овој избор, бидејќи сметаме дека таа е најидеалната личност која што може да застане на сите неправди кои што изминатиот период и се случува на Република Македонија. Мислите ли дека со став во кој што на некој начин се оспоруваат оние достигнувања пред се на меѓународно поле, како Преспанскиот договор или поканата за влез набрзо и приемот во НАТО, можете да планирате и кон онаа независна група, можеби на гласачи? Знаете како ставот наш по однос на Преспанскиот договор и пред да се потпиша и после тоа е јасен и е заеднички со нашиот кандидат, а тоа е дека Преспанскиот договор од самиот почеток преговорите за него се водеа без да бидат вклучени сите страни во државава, без да биде вклучена опозицијата и председателот на државава и конечно се потпиша противуставно, односно спротивно на членот 119 на Уставот на Република Македонија, според кој вакви меѓународни договори потпишува исклучиво председател на држава. Ние сме против овој договор, знаеме какви резултати и консеквенции спадна од него, го знаеме исходот од референдумот, кој што исто така за нас е неуставен. И токму поради тоа нашата цел е колку што можеме и доколку можеме, доколку Гордана Силјановска Давкова биде избрана за председател на Република Македонија, да ја кажеме и пред меѓународните фактори и во државата нашата вистина, а тоа е дека името на државата се смени противуставно и без почитување на волјата на мнозинството граѓани. Тоа е всушност во оваа кампања, можеби Преспанскиот договор и единствена или главна точка на која што спорат кандидатите пред се на ВМРО ДПМН и на СДСМ. Предпоставувам дека континуитетот секако во однос на кандидатот на СДСМ, односно надпартискиот кандидат на СДСМ е оној кој што ја е водилка во дел од кампањата. Но што мислите вие за овој став на против кандидатот во смисла на тоа како понатаму би се развивале правните елементи во однос на договорот? Јас еве, ако ми дозволите 2 минути само да се навратам на дел од излагањата на моите почитувани колеги во контекст на реториката и на нивните кандидати по однос на овие важни прашања за кои што вечерва дебатираме. Можам слободно да кажам дека почитуваниот професор Река дели скоро, да не кажам исти, меѓутоа слични концепцијски вредности за она што треба да биде иднина за граѓаните на Република Северна Македонија со нашиот кандидат. Може би реторички се некако сакаат да изгледаат различни, меѓутоа тие говорат за исто. Говорат за заложбата дека мултиетничка Република Северна Македонија мора да продолжи да функционира со унапредување на правата на граѓаните, на сите полиња, меѓусебно респектирање, а со тоа и обстојување на тој пат на наднационалните интереси, а тоа е реализацијата на евроатлантската интеграција, членството на Република Северна Македонија во НАТО и добивањето на преговорите, кои што секако ќе донесат и ќе отворат сериозни прашања. Давкова не вели дека нема да го почитува договорот? На внатрепартиската, односно на државната агенда во делот на унапредување на сите овие прашања за кои што ние вечерва зборуваме. Од друга пак страна ја имаме почитуваната Силјановска Давкова, која што прилично нејасно манипулира со поддршката или со неподдршката
на сите овие евроатлантски перспективи за државата, доведувајќи ги во сериозен знак прашалник сите предуслови за таа евроатлантска интеграција. И знаете, многу е дискутабилно... Да не бидам јас адвокат на ВМРО ДПМН, кога тука именно таа вели дека договорот ќе биде почитуван, без разлика на тоа што не се допаѓа. Дека еднаш вели дека ќе биде почитуван, втор пат вели дека ќе го ревидира, еднаш вели дека ќе го употребува името Република Северна Македонија во именување на државата во меѓународните односи. Друг ден зборува дека тоа нема да го почитува и ќе се спротивстави на тоа. Дури јас сум уште повеќе загрижена што таа отвара и некои многу одамна затворени прашања и апсолвирани, кои што одат во контекстот на едно општество за сите и мултиетничко општество за кое што постои тој меѓуетнички консензус, а тоа е прашањето на рамковниот договор. Знаете, кога ќе истапите од позиција на потенцијален председател, нели условно зборуваме дека сите се потенцијални, на крајот сите еден ќе биде, меѓутоа кога претендирате да бидете председател на сите граѓани, а кога ќе ги враќате на почеток веќе постигнатите резултати за државата по постигнување на Преспанскиот договор и сето ова што беше направено до сега, вклучително и ратификациите и напорот за добивање на преговори за членство со Европската Унија, тогаш е прилично дискутабилно однесувањето на еден председател. Дополнително што треба секако да ги имаме во предвид и реалните уставни надлежности на председателот во делот и на меѓународната политика и на внатрешната, за да можеме да бидеме и многу појасни пред граѓаните и да не употребуваме прашања на манипулација без при тоа да се знае што е реалната можност на председател. Да го искристализираме ставот на ВМРО ДПМН, дали е тоа манипулација со чувствата на граѓаните, а всушност очекувате и се надевате дека ќе продолжи и интеграцијата со новото име на Република Македонија? ЕУ интеграцијата како заедничка точка сметам дека е за сите тројца кандидати, не само за кандидатот Река и кандидатот Пендаровски, бидејќи ЕУ интеграцијата е во статутот на ВМРО ДПМН уште од нејзиното основање. Значи, апсолутно тука не треба да има никакви дилеми. Но прашањето е дали единствен проблем за ЕУ интеграција на Република Македонија беше промената на името. Очигледно дека не, бидејќи промената на името се случи на 11 јануар оваа година, меѓутоа гледаме дека се помали се шансите во јуни оваа година Македонија да добие датум за преговори. И Јоханес Хан кажа дека е можно да се добие некоја датум за подготвителна фаза, што значи дека промената на името не била единствената пречка. Во однос на интеграција Македонија има уште многу што да сработи. Ако ги споменеме реформските закони, не се работи само тие да се донесат со консензус или не, тие треба и да се имплементираат. Тоа е таа пречка на сопнување на која што Македонија се уште не може да се справи со тоа и со оваа власт која што има. Добро, на прашањето не ми одговоривте докрај, дали ВМРО ДПМН во оваа кампања манипулира со чувствата на граѓаните во однос на името? Не манипулира. ВМРО ДПМН беше и остана на тој став дека бевме против промена на уставното име. Сакавме да учествуваме во процесот пред подпишувањето на договорот, меѓутоа нашите ставови не беа испочитувани, бевме исклучени, договорот таков како што беше се подпиша, за нас е се уште тој капитулантски договор и промената на името не е единствениот фактор за влез на Македонија во Европската Унија, на што сме сведоци. Ако ми дозволите, за да не му одземам време на колегата Рушиди. Јас ке се согласам дека ЕУ агендата е исполнета со сериозни обврски за нашата држава и тука таа обврска не е само на владеачкото мнозинство и на владата, туку и генерално и за опозицијата. Но ќе се согласиме сите дека подпишувањето на договорот со Република Грција за решавање на спорот со името беше сериозен предуслов за НАТО членството и добивањето на поканата за членство и сериозните процеси на ратификација на протоколите. Да не заборавиме дека ние скоро и да не можевме да претпоставиме дека Ципрас пред европските пратеници и челници ќе побара датум за преговори
на Република Северна Македонија. Тоа се случува оваа година и тоа е сериозно за поздравување. Инаку, јас би додала, секако реформските процеси се многу важни за ЕУ агендата за нашата земја, меѓутоа да не заборавиме дека сериозен пакет на реформски закони од судството и секако и други прашања кои што допираат ЕУ агенда се непотпишани од актуелниот председател Иванов и ние, ако не се лажам, меѓу првиот и вториот круг имаме нова седница на собранието за да ги прегласаме токму тие закони за кои што вие велите дека се на ЕУ агенда, а председателот Иванов ги кочи на патот на ЕУ агендата. И да не заборавиме дека законот за јавното обвинителство, односно да бидам попрецизна, законот за специјалното јавно обвинителство е еден сериозен предуслов за добивање на датумот за преговори со Европската Унија и тоа веќе е прашање кое што отвара и друг тип на одговорност и не повеќе манипулација за јавноста, туку одговорноста на опозицијата. Малку подоцна. Господин Рашиди, ставот на река во однос на Преспанскиот договор и ЕУ и НАТО е познат. Вие сте опозиција во парламентот, но ставовите ви се поблиски со власта во овој сегмент? Па јасни се нашите ставови околу Преспанскиот договор, околу потребата за потпишување на таков договор, околу потребата за надминување на еден повеќе деценијски спор меѓу двете држави за отварање на патот на Република Северна Македонија кон НАТО и пополика и кон Европската Унија. Ние ги поддржавме уставните промени, се со оваа цел. Имавме наши забелешки, се разбира, во однос на самиот текст на договорот. Мислиме дека тој текст не го осликува реалната состојба во држава. Имаме примени кон ставот на ДУИ како владин партнер, нивната улога во креирањето на овој текст. Но сепак мора да направиме една голема разлика помеѓу процесот на интеграција на земјава во НАТО и во Европската Унија. НАТО е сепак една голема меѓународна воена политичка организација која одлучува често пати по стратешките интереси нивни. Значи, секогаш сме велеле дека сме членки на НАТО или сме пред вратата на НАТО не заради тоа што ние навистина заслужуваме, него и поради тоа што тие не сакат внатре поради стратешки интереси. Друг е процесот за членување во Европска Унија. И ставот на нашиот кандидат е тој. Да, членство во НАТО и во Европска Унија, но не како последица на вербална желба, него членство со вредности. И прашањето се поставува дали ние навистина ги имаме тие вредности. Со изработени реформи и стратегија во однос на реформите. Реформа не е само усвојување на закони, него реформа е именување на менталниот код на општеството. Ние имаме многу забелешки во начинот во правосудниот систем, во селективното судство, пошто уште пред 2000 години самите римјани велеа дека селективна правда е уште полоша од неправда. Значи се соочуваме со доста, би рекол, проблеми во оваа сфера и доста примери. И често пати поставуваме прашање каде се разликува сегашната власт од минатата власт. Ако во минатата власт имаме случаеви, сме слушале како се наговарат, уредуваат судии преку телефон. Затоа се заштитат тие самите себе од криминалот и корупцијата. Што е разликата сега во сегашната власт? Ние уредуваме и освојуваме закони за да амнестираме или помилуваме исто така луѓе кои сериозно се обвинети за криминал и корупција во минатата власт. Се работи законот за амнестија, се работи за интервенциите во кривичниот законник и сега најавата за законот за јавното обвинителство, кој за жал, еве рековте че разговараме и за тоа, останува објект на пазарање на разни политички чинители во државата, се со цел изгледа да се спасиме од минатото. Не случајно сега е исходот и со Европската Унија,
дека немаме датум во јуни. Нашиот став уште пред година дена беше дека нема датум за почнување на преговори, него има датум за одредување датум. Сега на нашите ставови идат и владини представници кои велат дека датум ќе има во есен, некој вели кон крајот на годината, никој точно не знае кога ќе имаме датум. Стојановска, го делите ли мислењето на вашиот колега во однос на забелешките што ви кажа за делот на правосудниот систем и селективната правда или селективната неправда? Во тој корпус ќе влезе веќе и прашањето за СЈО и тоа што сега се случува. Тука се согласувам со колегата Сурија, апсолутно. Значи, ние во 2016 година на предвремените парламентарни избори Социјалдемократскиот сојуз многу ги подигна очекувањата кај граѓаните, токму најавувајќи борба против корупција и криминал. За жал, изминативе 2 години на нивно владење ние не видовме оваа борба ниту да се појача, ниту да биде праведна, односно да не биде селективна. Токму затоа нашиот слоган е правда за Република Македонија и токму овој закон кој што пред нас стои, кој што повторно на брзина се носи, повторно имаме притисоци, Европа не чека, Европа овој ни е закон битен за влез во Европа, сега нели испадна името дека е било битно, сега било битно само за НАТО, за Европа бил битен токму овој закон. Имаше многу време претходно овој закон да биде ставен на маса, работните групи да имаат време целосно да го разгледаат, квалитетно да дадат предлози за негови измени доколку има потреба, а не повторно да се носи закон на брзина. И повторно ќе нагласам, тука е прашање не само да се донесе законот кој што треба да биде донесен со консензус, туку дали тој закон ќе биде справедлив. Дали нема да се соочиме со проблеми при неговото имплементирање. Треба ли да продолжи да работи СЈО? Нашите забелешки се јасни, работна група имаме, мислам дека неколку средби се поминати, можеби и оваа недела ќе имаат средба, и нашите забелешки се јасни, имплементација на меѓународни прописи кои што се однесуваат на обвинителството во целиот свет, почитување на човекови права и конечно владење на правото. Народот нема верба ниту во специјалното јавно обвинителство, ниту во јавното обвинителство. Со овој предлог на закон само се става специјалното јавно обвинителство под капа на јавното обвинителство. За жал, од изминатава работа на специјалното јавно обвинителство ние не видовме никакви резултати, освен гонење на неистомислениците со сегашната владеачка гарнитура. Еве ги клучните концепцијски разлики за кои што верувам граѓаните веќе имаат представата кога зборуваме за партиските позиции во однос на ова што го разговараме вечерва, тоа е и законот за јавното обвинителство. Колешката Дафина вели бараме правда за Македонија. Претпоставувам тука не мисли на поистоветувањето на Македонија со Никола Груевски, со сите партиски луѓе кои што се под обвинение од специјалното јавно обвинителство. Но ова е добро за јавноста да се покаже и да се види каков е ставот на партијата која што критикува дека нема борба против криминалот и корупцијата, а секогаш кога ќе има да ја осудува за некаков политички прогон. За јавноста да подсетам, судиите се исти, обвинителите се исти. Сменете само државниот јавен обвинител. Судскиот совет е непроменет. Врховниот суд е непроменет. И ако некој можеби и треба да се револтира за тоа дека судството и обвинителството не се реформирани по концептот кој што го заговараме, а тоа е по европските манири и по европските принципи, можеби тоа слободно можеме да кажеме дека и ние не сме задоволни. Затоа што оставивте тогаш толку време ако не сте задоволни од начинот на функционирање? Знаете, ние можеме да зборуваме секој од својата позиција. Јас зборувам од позиција на пратеник и од позиција на моите можности, колку можам да влијам на тие процеси да се забрзат или да се интензивира нивното реформирање. Но овдека зборуваме и за едно, би кажала, политичко лицемерие кое што се обидува да ни го продаде ВМРО ДПМН, ја верувам тука влегува и во таа реторика се вклопува и нивниот кандидат за председател, кој што вели правда за Македонија, правда за сите внатре, а во ниту еден момент не се огради од криминалите и корупциите кои што ги гледавме и ги слушавме
како тоа ги практицирала ВМРО ДПМН во изминатиот период. Предпоставувам дека нејзината политичка реторика ќе допре до повеќе граѓани, доколку навистина граѓаните слушнат осуда на целокупниот криминал на тие кои што бегаат од правдата и на оние кои што сега заговараат некакво законско решение во кое што ќе се борат, односно ќе се изборат за некаква амнестија и нивно помилување од тоа што се огрешиле од законот изминативе години. Вие сметате дека треба не се согласувам да се донесе овој закон што СДСМ и ДУИ сега го предложија за специјалното јавно обвинителство, бидејќи барањата за, како што ја велите вие условно речено, нова амнестија, веројатно произлегуваат и од сето она што се случуваше изминатиот период во државата, при гласањето на уставните измени, кога беше донесен условно речено закон за амнестија на дел од учесниците во 27 април. Значи вака, специјалното јавно обвинителство е сосема различен концепт од сето она што ние го дебатираме по однос на законите кои што се носени во минатото. Не се согласувам со тезата дека специјалното јавно обвинителство не дало резултат. Може би тој резултат не им се допаѓа на ВМРО ДПМН и на дел од луѓето кои што ги поддржуваат. Меѓутоа, факт е дека специјалното јавно обвинителство беше формирано токму заради нефункционалноста на актуелното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. И секако ние сите имаме обврска и граѓанска и политичка да инсистираме актуелното јавно обвинителство да си ја врши работата онака како што треба согласно закон и да не остава простор на било каков сомнеж за некакво амнестирање или прогледување низ прсти на тоа најчесто во политичка реторика. Но кога зборуваме за концепцијата за специјалното јавно обвинителство, она што е битно различно, го кажуваат моите колеги од ВМРО ДПМН по однос на тоа кои се принципите. Секако, меѓународните документи и обврски се силно вградени во практиките и на судовите и на обвинителствата. И тие се неспорни. Клучната разлика во овој дел на договарање, односно преговори на Министерството за правда со работната група од ВМРО ДПМН е токму во оној дел дали јавното обвинителство, специјалното јавно обвинителство треба да се вклопи во јавното обвинителство, да се слее буквално, а колку е тоа пак јавно обвинителство реформирано и способно за да ги спроведе целокупните очекувања на јавноста, тоа е веќе дискутабилно, наспроти изградените кадровски и институционални капацитети, кои што ги остава за себе специјалното јавно обвинителство и секако треба да продолжи да работи. Но колку што јас разбирам, вашата колешка спори и со легитимитетот на специјалното јавно обвинителство. Одиме прво со Рашиди па со Стојановска во однос на законот што сега се нуди. Па добро, во однос на законот нашиот став е јасен. Ние инсистираме специјалното јавно обвинителство да продолжи да работи се со цел за истите начела за што беше и формирано. Не дека сме задоволни од работата на СЈО, искрено да ви кажам, пошто завчера слушавме од господин Пендаровски во дебатата дека имало околу 20.000 граѓани кои се прислушкувани во времето незаконски. Ако земеме просек по 5 прислушкување за секој граѓанин, тоа иде до 100.000 прислушувани материјали незаконски. Нека не се сите прислушкувани материјали вредни за покренување судски постапки. Нека се 5.000, нека се 1.000. Прашањето се поставува колку постапки до сега имаме од специјалното јавно обвинителство. Без разлика дека судовите, да ги контролираме, самото специјално јавно обвинителство... Добро, бројката е една работа, квалитетот на истрагите е друга работа. Претпоставувам дека тие се две легитимни прашања, бидејќи со тој ресурс од 12 обвинители се отворија 20 и кусур истраги, кои што дел од нив родија со плод. Нашите дилеми се токму тие. Дали и ова специјално јавно обвинителство работело по директиви на политиката? Дали продолжената рака на политиката се со цел да се зачува мирот внатре или стабилноста на власта, диктирале кои предмети може да се процесуират или кои не? Имаме пример.
од сето минато на ДУИ, например, 16 годишно владење, 10 годишно 9 со ВМРО, имаме само еден процес. Имаме наш колега кој редовно се јавува на суд и тоа за поништување на изборен материјал. Дали со ова се сака да се дава порака дека единствениот грев на ДУИ за цело тоа владење е токму Ејупа Лимис што уништил изборен материјал и нема ништо друго. А јавноста веќе има слушно доста работи преку тие нелегални прислушкувања, преку тие бомби за инволвираност на разни членови, високи функционери на ДУИ во коруптивни и во криминални активности во минатото, додека резултатот е тој што е. И сега прашањето се поставува каде е таа голема заложба за неселективна борба против криминалот на премиерот и често пати мислиме дека премиерот од голем поборник на борбата против криминалот и корупцијата, кога се однесува ДУИ, стана нивен ангел заштитник. И мислам ова не може трајно да продолжи вака. Затоа мислиме дека специјалното јавно обвинителство треба да работи се со цел, со истите начела зашто беше формирано, но исто така имам свое лично мислење дека овој состав на собранието нема морален кредибилитет да донесува закон за јавно обвинителство поради сите тенденции на пазарење што се најавуваат. Ние имаме и личности и пратеници, имаме и субјекти кои представувани тие пратеници што имаат минато, криминално минато или коруптивно минато и сега тие треба да се важните фактори кои треба да осигурат 80 значи гласови. дека те треба предвремени парламентарни избори за да се донесе законот според вас? Не, ретко сме го барале и тоа. Единствениот излез од оваа криза е се парламентарните избори. Убава тема начина колегата Сурија расшири по однос на тоа како ќе се обезбеди ова мнозинство за изгласување на овој закон, доколку ВМРО ДПМН не најде заеднички јазик со Министерството за правда како работна група која што преговара околу овој закон. И не беше ни грешка кога колешката го наименува како закон за специјално јавно обвинителство, бидејќи иако во образложението што доаѓа од Министерството за правда дека овој закон меѓу другото, овој предлог закон меѓу другото се носи заради усогласување со кривичниот законник, не се согласувам дека тоа е најитната причина, бидејќи кривичниот законник на назад 8 години како е изменет, значи има доволно време, не само од таа причина. Еве и заради заради влезот во Европската унија има време, како на пример што беше случајот со министерот за внатрешни работи и подготовката на предлог законот за безбедносни служби. На време доставен, време да се разгледа и да се постигне некој консенсус. Токму тоа прашање и нас не мачи. Дали повторно под превезот на тоа дека нема време, дали повторно ќе се преиде на некои нечисти пресметки или нечисти игри за да се овој закон изгласа во предвечерието на датумот за добивање на подготвителна фаза за влез во Европската унија. Или што ги спомена колешка, дали е во донесувањето на законот ќе учествуваат повторно 8 пратеници кои што излегуваат во ВМРО ДПМН, на тоа пледирате или некои други ги посочи колегата Сурија? Не знаеме вашата партија или? Не знам. Знаеме, предпоставувам сите. Или, например, би сакала да се навратам на популарно наречените бомби или прислушкуваните разговори кои ги спомена колешката Фросина. Каде се прислушкуваните разговори да излезат во јавност? Всушност, јавноста воопшто и не знае каде се, што има во нив од прислушувањето во обвинителството. Дали може би заради тоа поединечни суди и обвинители постапуваат или не постапуваат според правото? Зошто за нив не се отвори некој случај? Ние воопшто, значи, специјалното јавно обвинителство досега е неуставна категорија. Ние немаме проблем тоа да стане уставна категорија, односно да влезе под капата на јавното обвинителство. Но зошто специјалното јавно обвинителство во рамките на јавното да има финансиска независност? Што е тоа повеќе од останатите обвинителства? Зошто само ова обвинителство да има можност да застапува пред постапки од прв и втор степен, односно во основен суд и во апелација? Зошто останатите обвинителства? Затоа сметам дека ова е специјално донесен предлог закон само за да се заштити и обезбеди иднината или да се едноставно да се реваншира оваа владеачка гарнитура спрема сработеното досега,
само за специјалното јавно обвинителство. Зошто тие да имаат поголеми привилегии од останатите обвинители? Тоа е неравноправно. Уште тука кус одговор. Една од целите на законот и концептот специјалното јавно обвинителство да биде во рамките, да биде посебно деление во рамките на државното јавно обвинителство, односно обвинителството за организиран криминал и корупција, е токму и тенденцијата на сите останати обвинителства да ги достигнат стандардите на специјалното јавно обвинителство. Значи, идејата е да растат капацитетите институционални, кадровски, финансиски и на останатите обвинителства, апропо она што го има специјалното јавно обвинителство. Јас сакам тука да додадам две работи кои што мислам дека цело време ги изумуваме. Колегата Рушиди го спомна прислушкувањето на повеќе од 20.000 граѓани, па помножи пута 5, значи повеќе од 100 кусури илјади граѓани кои што биле некаков таргет, но вели нема за сите обвиненија. Јас само сакам да додадам една работа. Значи, ниту јас, ниту колегата, ниту колешката сме биле корисници на информации од незаконското следење на комуникации, за да можеме да претпоставиме кој се треба да биде под обвинителната капа на специјалното јавно обвинителство. Но едно знаеме, дека сите граѓани кои што добија информација дека се неовластено, незаконски следени од УБК, треба да добијат и соодветна оштета од државата за неправдата која што им е нанесена. Затоа зборуваме дека процесите Тврдина и Таргет, кои што го третираат прашањето на незаконското прислушкување и начинот како се прислушкувало, по завршувањето на самиот процес, сите граѓани кои што се незаконски прислушкувани и добиле информација од специјалното јавно обвинителство дека ги има во материјали надвор од судски наредби и од сето она што е законско следење на комуникации, ќе имаат право на барање на оштета од Република Северна Македонија за нанесената штета на приватноста. И тоа во ниту еден случај не треба да биде попречено, ниту пак ставено под знак прашалник дали одредени судски процеси ќе продолжат, дали ќе имаат крај за да се задоволи правдата на начинот кој што го прашањето беше за оние судски процеси и истраги што се поведени после датумот кој што беше одреден во првичната верзија за СЈО во Пржинскиот договор. Тоа е едно од прашањата кое што се дискутира. Се спори сега колку што гледам меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. Меѓутоа повторно ќе се навратам на актуелно во јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и на корупција, кое што во ниту еден момент, доколку се доведе под знак прашалник функционирањето и водењето на овие истраги од страна на специјалното јавно обвинителство после 30 јуни, дека во ниту еден случај актуелно во јавно обвинителство не треба да ги земе во предвид, имајќи во предвид дека таму се обезбедени материјални докази за сето она што било предмет на истрага на истражителите на специјалното јавно обвинителство. Секако јас не мислам, бидејќи и од стручен аспект знам дека не може единствено прислушкуван разговор да биде аргумент и доказ во судска постапка. Сакате да кажете дека прибраните докази треба да продолжат да важат без разлика на тоа дали истрагите се отворени после датумот? Секако. И може да се дискутира дали тоа треба да го прави специјалното јавно обвинителство или треба да го прави јавното обвинителство за организиран криминал и корупција. Да, се согласувам тука. Тука е она да се применува исклучиво членот 12 од кривичниот законник, односно исклучиво материјални докази. Се што се користеше како прислушкуваните разговори во суштина нели се користеа за прибавување на нови докази, меѓутоа сведоци сме дека тие станаа главна тема на секои судски процеси. Тие се прераскажуваат од медиумите. Ги признаа и како докази. Да, секако, меѓутоа тоа не е единствен доказ во судската постапка, затоа мислам дека е коректно да не ја замајуваме јавноста дека исклучиво бомбите се доказ пред суд. Напротив, тие се индиции, врз основа на тие индиции се собрани имат други материјални докази кои што се изведени од да, но само исклучиво за членови на ВМРО ДПМН, како што наведе и колегата Рашид. 2008-2015 Социјалдемократскиот сојуз не беше, да, меѓутоа специјалното јавно обвинителство
е формирано за истрага на истражување на криминал и корупција врз основа на материјал прибавен од незаконско следење на комуникација од 2008 до 2015. Меѓу другото и овие прашања кои што ги отварате, каде се материјалите, колку се, како се, јас мислам дека втори извештај или трети извештај на специјалното јавно обвинителство имаме во собрание и никој до сега не го отвараше тоа прашање од опозицијата, сега го отварате алудирајќи дека нешто се прави надвор од тој концепт и од тие законски обврски што ги има јавното обвинителство. Инаку се согласувам со колегата Сурија Рушити дека прашањето на борбата против организираниот криминал и корупција треба да биде алфа и омега на секоја политичка гарнитура која што претендира да води Само овде пред да повикам реклами, очекувате ли договор да има за овој закон? Тројцата, ако ве молам во блиц одговори. Јас се надевам, не случајно, не сме ни еден од нас дел од работните групи, но искрено се надевам да се постигне договор. Тоа е за добро на цела држава. Па изгледа колку се далеко ставовите, пошто главната битка сега се води околу тоа кој ќе биде исходот на овие прислушкувани материјали. Не само дека дали ќе служат како доказен материјал и како индиција, но има и барања тие воопшто да не постојат, да се уништат. И нашата залажба во случајове е и ова. Има два вида на осуда и судове. Има осуда на системот и на правниот систем, но има и осуда од јавноста. Бараме, ако не друго, бараме најмалку тие да се достапни до јавноста и јавноста да осудува. Ние имаме кампања сега и се соочуваме со народ. Сега да гледаме дека е форсирано едно убедување дека дуи е заштитен од системот и од власта. Но луѓето се убедени дека единствениот начин да се осуди нивното криминално минато е преку одговор на народот и во изборите. Мислам дека овие избори ќе го покажат тоа. Благодарам. Одиме со куса пауза за реклами, па се враќаме со темите што ги тангираат овие избори. Повторно во студиото на ТВ24 на неколку дена до изборите. Овој круг на прашања ќе го финишираме, ми се чини малку побрзо со оглед на сите обврски што ги имаме и према нашите рекламери. Анкетите покажуваат, генерално оние анкети што излегува во јавноста, покажуваат благоводство на Пендаровски во однос на кандидатот Силјановска. Сакам да ја прашам, Стојановска, што мислите како досегашниот тек на кампањата влијаеше на расположението на гласачите? Бидејќи јас сум вклучена во кампањата и јас исто така одам на терен, впечатоците од средбите со граѓаните, без разлика дали се тоа митинзи или непосредни разговори, се доста позитивни. Најдуваме на позитивен прием, најдуваме на разочараност кај граѓаните. Не зборувам само за членови на ВМРО ДПМН, разочараност од досегашнава политика, од нереализираните ветувања од оваа владеачка гарнитура и сметаме дека сме на добар пат и тоа благо водство што анкетите го покажуваат за кандидатот Пендаровски, дека имаме време и капацитет да го совладаме, односно на 21 април, значи за 5 дена, да го извојуваме оној посакуван и мислам дека заслужен резултат за Гордана Силјановска Давкова. Вие прогнозирате водство на Давкова во првиот круг? Да. Или водство, се извинувам, мислете. Нема проблем, можеме. Водство, со оглед сакав да нагласам поддршката, односно позитивниот прием кој што Силјановска Давкова и ние како дел од незината председателска кампања го најдуваме кај, можам да ги наречам, оние обштествени категории кои што не зависат од државниот буџет или да речам административците. Сите останати категории, тука би ги вброила невработени, пензионери, земјоделци, приватен сектор, има доста позитивен одзив кај ова гласачко тело. Шири? Што очекувате вие од првиот круг на председателските избори? Морам да кажам дека моментално сме 0-0. Значи 21 април ќе покаже кој кандидат колку тежи и колку ќе добие. Ние сме убедени во тоа дека нашиот кандидат е добар. Тоа го реков во почеток,
добро е примен и има јасни ставови во тоа. Гледајќи сите околности, можам слободно да кажам дека е најдобар кандидат. Има само еден недостиг, една мана. Пошто човекот се вика Блери, не се вика Стево, нити се вика Гордана. И гледајќи ги анкетите, јас не ги коментирам. Слушнав некои анкети вчера, во едно прашање колку има доверба граѓаните во кандидатите. Имаше и поделба етничка во ова прашање. Во албанскиот блок, односно анкетиране гласачи граѓани, има почит према кандидатите и сите кандидати има само мал процент на недоверба на граѓани. И ме запрепасти фактот дека кај македонските гласачи имаше голем процент на недоверба кон кандидатот Блери Мрека. И на што се однесува тоа? Зашто? Баш на фактот дека човекот се вика Блери. И ова е најголемиот против аргумент, против тезата на Стево Пендаровски дека градиме едно општество за сите. Нема едно општество за сите, кога луѓето се осудуваат по тоа дали се викат Блери или се вика Стево или Гордана. Да не биле тие од ВМРО ДПМН граѓани што и дале таков коментар. Прво, ова го истакнувам и заради фактот што токму анкетите, а и досегашниве наши политики во рамките на Собранието на Република Северна Македонија и како гарнитура сме покажале многу поголема отвореност и секако не исклучување на никој потенцијален кандидат од ниту една висока државна функција. Во контекст на тоа го спомнувам и изборот на председателот на Собранието Талат Џафери, токму од сите пратеници кои што го гласавме на денот кога тој беше избран. Секако, јас не мислам дека професорот Блери Мрека е лошо примен помеѓу македонците, затоа ве прашав и во кое гласачко тело ја бирал поддршката, имајќи во предвид дека кандидатот на опозицијата скоро и да не зборува за прашањата на она како треба сите заедно да продолжиме напред, туку зборува за некои ревизионизми кои што секако не ни одат во прилог на меѓуетничката толеранција и прифаќање на различностите. Анкетите се секако показател за еден тренд и едно расположение на граѓаните, но секако тоа може од ден за ден и да се менува. Не се гарант, имајќи во предвид дека и методолошки и стручно сите знаеме дека кога испитувате јавно мнение на граѓани во момент кога настанот за кој што ги испитувате се случува, секогаш тие можат и да имаат мислење и да немаат мислење, а доколку го имаат или го немаат, тоа да зависи од моменталното чувство или примање на случувањето кое што го перципираат. Јас очекувам до крајот до почетокот на изборниот молк со завршувањето на овие партиски активности кои што ги имаме сите апропо поддршката на нашите кандидати да привршат и да резултираат со една позитивна атмосфера во која што граѓаните ќе имаат јасна представа за тоа кој кандидат каде ќе ја движи државата во следниот период. Што очекувате во однос на резултатите во првиот круг од гласањето? Ние немаме дилема дека Стево Пендаровски ќе биде председател на Република Северна Македонија. Секако не претендираме и не прогнозираме дека тоа ќе биде во првиот круг, имајќи во предвид секако и на распределбата на силите помеѓу кандидатите, но едно е важно, а тоа е дека во вториот круг на председателските избори на 5 мај, Стево Пендаровски ќе ја добие поддршката од сите граѓани кои што гравитираат околу ова модерна, современа, мултиетничка Република Северна Македонија, која што треба да оди напред и да нуди перспективи на граѓаните и еднаш конечно да се оттргнеме од она минато кое што повеќе не закотвува во дебатите внатре, а не ни нуди перспектива. Ќе заврши првиот круг. Што очекувате да се случува меѓу
меѓу двата круга. Можни ли се пазарања за политички гласови? Реши, ќе почнам овој пат од вас. Настрана тоа што сите очекуваат, вие како очекувате вашиот кандидат да оди и понатаму, меѓутоа има едно општо мислење дека во вториот круг би можело да отидат кандидатите на поголемите партии. Без разлика на општото мислење, ние мора да сме доследни на тоа, како што реков, дека сега резултатот е 0-0. Очекуваме во првиот круг да имаме што поголем и подобар резултат. И мислам дека ќе имаме добар резултат. Во вториот круг. Очекуваме и поддршка од не само од членовите на овие две партии или гласачите на овие две партии што го поддржуваат, пошто тоа е една погрешна слика што се појавува. Ништо немаше да ни пречи да имаше и една македонска, условно кажано, партија во поддршка на господинот. Господинот река е независен кандидат и секој што сакаше да го поддржи може да го направи. Било да беше минорна партија. Значи, не се ограничува тој само на гласачи на двете партии, не се ограничува само на гласачи на гласачи албанци, него на гласачи од сите етнички заедници во државата. И мислам дека има причина зашто ги барат тие гласови. Во другото што вие го прашувате е хипотетичко прашање што би било, кога би било. Ние мора да признаеме дека имаме кандидат кој има автономно право на однесување. Имаме и друг партнер во овој процес на власта, Движењето Беса, која исто така има автономно право да делува и сакате да кажете, не може од сега да се предвидат чекорите. И ние сме сигурно партија. Едно што можам со сигурност да кажам дека не набегуваме во ситни пазарања, пошто ние ги почитуваме граѓаните како такво, го почитуваме нивното суверено право сами да одлучуваат и ќе имаме став сигурно партиски. За тоа како би се однесувале ако се дека ние ќе бидеме во вториот круг. Можено ли е во вториот круг да нема цензус? Го поставувам прашањето што останува да лебди во воздухот и со ова привршуваме. Стојановска па Ременски. Јас искрено ниту посакувам, ниту очекувам да нема цензус во вториот круг. Мислам дека цензусот ќе биде лошо прифатен и за граѓаните во Република Македонија, но секако и лошо ќе делува на оценката која што очекуваме од Европската комисија, односно Европскиот извештај и нели нашето чекорење кон Европската унија. Сметам дека првиот круг е битно да се одвива во фер и демократски услови, да не се дозволи полнење на кутии во ниту едно избирачко место. Токму заради тоа ВМРО-ДПМН ги има сите избирачки места скоро покриено со наблюдувачи и со заменици наблюдувачи и сметам дека тоа ќе биде за доброто на сите во државава. Секако нека победи подобриот или оној кој што успеал да ги убеди сите граѓани во Република Македонија за добивање на глас, бидејќи од секој граѓанин во државава гласот вреди еден. Битте на секој граѓанин и нека победи подобриот. Само посакувам да имаме фер и демократски избори. Благодарам. Ременски, уште вие по однос на можноста за цензусот. Меѓу први и втор круг. Јас очекувам дека во вториот круг секако ќе влезе нашиот кандидат за председател Стево Пендаровски со сериозна бројка на гласови и очекуваме во вториот круг на председателските избори да ја добиеме поддршката од сите граѓани, независно од која политичка опција доаѓаат, да го препознаат она за кое што зборуваме, а тоа е одењето напред и перспективите што треба да се отворат за државата и за иднината на граѓаните. И тука можам слободно да кажам дека доминираат бројката на граѓани кои што се ориентирани кон концептот напред и кон концептот за развој. Во делот на цензусот, јас сум убедена дека ќе имаме цензус и во вториот круг на председателските избори. Секако ова го темелам и на уверувањата кои што ги слушаме од опозицијата за немање на никаков дури ни оној прикриен повик за бојкот. Секако разочарувањата од резултатите
можат да дадат и таков порив на одредени политички структури, тоа и да го прават на не така јавен, туку на нетранспарентен начин, но она што сакам да укажам е следново, дека оваа влада, ова парламентарно мнозинство и верувам сите граѓани кои што ја делат визијата за Евроатлантска република Северна Македонија, очекуваат и веруваат дека изборите ќе бидат демократски, во демократски дух и секако фер, без никакви нерегуларности, имајќи во предвид дека 2016 година, после долги години, ние за прв пат добивме позитивен извештај и од ОПСЕ, од ИХР за тоа како е спроведен изборниот процес. 2017 исто така и секако не сметам и не мислам дека манирите на полнење на кутии или она што го слушавме во минатото, дури и точна прогноза за бројка со која што манипулираше Груевски, е некоја пракса на оваа власт. Благодарам. Секако изборниот ден е, како ќе помине, е еден од најважните во однос на добивањето на позитивниот извештај од Европската комисија во јуни, а тој ќе се одрази понатаму и на вториот круг на изборите. Ви благодарам што бевте гости вечера во 24 отворено. Ви посакувам мирен и фер изборен ден. Почитувани гледачи, останете со програмите на Телевизија 24.